34-ти пат во манастирот Свети Илија во Мариово се слушна грмотот на тапаното и писокот на гајдата на традиционалните мариовско-мегленски средби. Но за жал, како и повеќе години наназад, македонците од Меглен, соседна Грција, не дојдоа. Дел поради тоа што врските со годините се изгубиле, дел за да не си прават проблеми дома. Целта на овие средби е кречавање на мариовците иселени од овој крај во потрага по подобар живот и мегленците иселени од Меглен присилно за време на екзодусот. Овие средби овозможуваат тие иселени луѓе да се сретнат. Но затоа пак за прв пат годинава дојдоа македонците од Пиринска Македонија и настапија со своја програма. Имаме и мъжка група, която в момента не участва. Ще участваме малко смесена група, женска група. Надяваме се да продължиме, да ни каните на вашите събори, да пееме заедно македонските песни. Ще представиме македонски песни от нашия край. Но за жал овие слики на ора и млади луѓе во Мариово може да се видат само еднаш годишно. На огромна територија. Тука се останати да живеат само нешто повеќе од 200 жители. Мораше народот да се исели, немаше ни патишта, немаше ни амбуланти, ништо тоа апсолутно. Мораше народот да се исели. А сега да го повратиме народот назад, нема шанса тоа, никога. Последните жители кои живеат тука велат дека Мариово целосно изумира. Притолиште веќе 50 души има, а имаше 1100 души и овце имаше околу 10.000. Само тројци има стока, што живеат, помлади има неколку души, други сите се над 80-70 години. Ако се заинтересира државата за развој на туризмот и малку повеќе за животот на овие кои што остануват, верувам дека не само што ќе останат, туку и ќе доаѓаат, ќе се враќаат од местното население. Од општина Прилеп велат дека и понатаму ќе ги поддржуваат овие средби. Како градоначелник, јас лично ќе се заложам секогаш ќе ги поддржувам и логистички, и финансиски сите овие средби во иднина, затоа што тоа живот значи за сите луѓе присутни во нашиот дел. Но доколку државата не спроведе сериозна стратегија за овој крај, Мариово за 10 години ќе прерасне во најголемата пустелија во Европа.